Бескрајно сино. Некој ме заниша. Мислев дека ми се причинува и млитав одмамнав со раката вртејќи се на спротивната страна. Нишањето прерасна во тресење проследено со наредба. Станувај! Ми требаше време да го препознам гласот. Полека ги отворив очите. По кој знае кој пат се соочив со гледката пред себе, но не сакав да ја прифатам. Синило. Бескрајно. Насекаде. Водата и небото се спојуваа во недопирливата далечина. Брзо! Имаме работа! Но животните се во водата. Мораме да ги спасиме. Јас ли? Двајцата, рече и ме турна во водата. Брзо ја кренав главата на површината и ги истрив очите. Сол. Го игнорирав пецкањето и погледнав пред мене. Коалата и глувците пловеа на една дрвена површина, 100 метри пред мене. Што ли се случило со нашиот брод додека спиев? Помислив. Нема време да барам одговор од капетанот. Таа беше на спротивната страна. Го слушав плискањето на водата под незините раце. Пливаше побрзо од мене. Се доближав до животните. Ја испружив раката за да го допрам сплавот, но тој како да ми помогне. Се надевав дека не е струја и се издолжив колку што можев подалеку. Ај кула! Ај кула! Гласот од капетанот допре до мене во моментот пред да ја дофатам дрвената површина на која беа животните. Во паника, раката ми се слизна и ги оттурнав подалеку. Можеш! Побрзо! Кај тебе доаѓа! Побрзо! Посегнав со раката, додека нозете ми работеа. Коалата ме фати за прстот и сплавот беше до мене. Се свртив кон бродот и видов две работи. Прво, капетанот беше на бродот и ги имаше спасено останатите животни. Второ, екулата доаѓаше кон мене. Почнав да замавнувам со нозете најбрзо што може. Перката што туку го заобиколи бродот. Капетанот беше на работ, незиното тело целосно наведна над океанот. Ги подадов животните кон неа. Додека таа ги земаше, го забележав бранувањето на водата до мене. Се фатив со двете раце на бродот и почнав да се подигам. Огромна уста со остри заби патуваше кон мене. Ги почувствував рацете на капетанот на мојот грб. Ме повлече нагоре, а на стапалата почувствував струење од воздух. Ти благодарам, капетане. Бродот се заниша. Немаме време. Мора да се скриеме. Удар. И уште едно нишање. Срамежливо погледнав надолу. Ај кулата го напаѓаше бродот. Маваше во него. Се исправи со забите загриза на работ во мојата близина. Што чекаш? Собери ги животните и брзо во кабината. Но сакав да дебатирам дека и кулите не можат вака да прават, да напаѓаат, да дојдат на бродот. Но командата на капетанот веднаш ме оттрна од мислите и стави во акција. Ги внесувам натре, долу. Капетанот брзо ја затвори вратата. Темница. Бам! Молчиме. Трес. Бам! Капетанот ми даде знак да бидам тивок. Бам! Звукот е близок, како да е на палубата. Но како е тоа можно? Сакав да вриснам. Капетанот забележа. Повторно го стави показалецот на моите усни и се сврти кон вратата. Чекаше. Одеднаш светлина влезе во темнината на просторот. Капетанот без размислување замавна со ногата директно по ајкулата. Ајкулата викна а од болка и се свитка на палубата. Капетанот се сврти кон мене со искривен уста надолу, рамената сосем малку собрани. Веднаш ја прекорува. Зошто го мадна брат ти толку силно? Ама тато, тој беше ајкула, ќе не изедеше. Толку нема повеќе вакви игри. Сине, добро си?